Јавното предпријатие Водовод и канализација, конкретно санитарната контрола на водата дневно врши над 3200 физички и хемиско-бактериолошки анализи. Се наоѓаме буквално во дворот на лабораторијата на Јавното предпријатие Водовод и канализација. Работите по ИСО стандарди. Што конкретно значи тоа? Вака, Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје и секторот за санитарна контрола во чиј склоп нели е самиот сектор во самото јавно предпријатие, има интегриран систем на стандарди. Ние немаме само во лабораторија стандарди воведено. Јавното предпријатие го има воведено стандардот менеджмент со документација 9001, стандардот за животна средина 14001, стандардот за инспекцијско тело 17020 и секторот за санитарна контрола стандардот 17025, кој тоа е стандард кој ги опфаќа општите барања за лаборатории за тестирање и калибрација. Знаете, Јавното предпријатие Водовод и канализација и секторот за санитарна контрола работат врз основа на законските и подзаконските активи позитивни во Република Македонија, но за една лабораторија да верува на резултатот што го добила, нели, и резултатот кој го прикажува на граѓаните во извештаи, мора да воведе стандарди, меѓународни стандарди, каде што целата работа на лабораторијата е канализирана, исто тоа и опремата спремна, нели, за да покаже вистински резултат. Тоа би значило помодерна, посовремена, пософистицирана лабораторија со построги правила, или? Да, значи фактички стандардот е канализирање на она што го работите. Меѓународен стандард значи дека тоа што го работи секторот за санитарна контрола овде, го работат сите што го имаат имплементирано тој стандард во светот. Така да и оттаму постојат и оние меѓулабораториски испитувања, каде што ние како лабораторија се проверуваме со другите лаборатории докаде сме и каков е нашиот и каков е нивниот резултат, нели? Тоа е многу интересно, така да може да се пофалиме дека нашиот сектор за санитарна контрола, неговите лаборатории се многу блиско до резултатите со другите светски лаборатории. Според овие ИСО стандарди што ги запазуваме, верувам дека навистина граѓаните не треба да стравуваат. Квалитетот на водата е дадена од природата. Таа е среќа што Скопје има. Но одржувањето на дистрибутивниот систем, самата дистрибуција до крајниот потрошувач и мониторингот се многу битни за да се прикаже јасна слика до каде сме и каков е квалитетот на водата. А тоа може да го направиме само со имплементација на стандардите. Мислам дека заврши кампањата да бидеме одговорни кон водата. И јас како новинар сметам дека не треба кампански да се однесуваме да бидеме одговорни кон водата за пиење, тоа значи нели сето она што да не се оштетуваат водоводните системи, да не се краде вода, потоа да не фрламе каба со отпад. Мислам и тоа јас сум многу изненадена што сето тоа се случува. Водовод и канализација ќе продолжи ли со оваа кампања или да биде еден апел кој што треба постојано 365 дена? Јавното предпријатие почувствува потреба за воведување на ваква кампања. Ова и не е прва од ваков тип во годините наназад. Нема да биде ни последна во годините нанапред. Но сметам дека јас жалам што мораме да правиме вакви кампањи. Значи, пред се треба секој граѓанин, секој жител на град Скопје да биде свесен дека треба да ја штеди водата. Водата е едно непроценливо богатство. Има такви научни истражувања да за некоја година ќе се бориме за водата, ќе биде поскапа и од нафтата, нели? Како природно богатство. И сметам дека треба максимално да се штеди за да имаме утре. Подигнувањето на свеста
ние како предпријатие имаме обществена одговорност да ја подигнеме свеста кај граѓаните. И тоа ќе го правиме и во иднина. И од аспект и на водата за пиење, и од аспект на отпадната, одводната вода, одведувањето на водата, често цел да имаме јасни предуслови и да имаме чист терен за отварање на новата пречистителна станица на град Скопје. Согласно имплементацијата на стандардите кои го има секторот за санитарна контрола, ние уште во 2011 година сме акредитирани од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија. Први во Македонија ја го трансфериравме стандардот по најновата верзија 2018. Имаме акредитирано над 45 до 50 методи, физичко-хемиски и микробиолошки методи. Ја имаме акредитирано и службата за земање на примероци, што е многу битна, како предуслов за и добар резултат лабораториски, но не застануваме тука. Малку не спречи пандемијата, ние до сега очекувавме да го прошириме обсегот на акредитација, но нашите планови, нашата мисија е да некаде до 2024 или 5 година ја заокружиме целокупната физичко-хемиска и микробиолошка анализа, сите катионски и анионски елементи во една анализа и микробиолошки, и наскоро што планираме да ја отвориме колешката кажа нуклеарната микробиологија, каде што нашите корисници ќе имаат јасен увид, а со нив и ние во рок од 2 до 3 часа ќе имаме јасна слика и на микробиолошката слика на водата во градот Скопје. Јавното предпријатие Водовод и канализација годишно произведува 100.467.113 метри кубни вода.